Сончевото време, големиот избор, ниските цени не беа доволен мотив за поголем дел од пазарџиите од Шишиново Оплешево да си ги купат своите намирници. Сите се едногласни дека малите примања си го прават своето. Па можеби и тоа е една од причините за недоволната посетеност. За МН телевизија посочија дека се задоволни од цените што после подолго време се намалени. Праскупиме и така нема народ, нема пари народот. Од нема сиромаштија и те така гледаш. Добри се са цените, намалија. Ама маркетите се скапува, там ги набијат цените многу. Цените беа 50 динара, 6 динара топче, а сега 30 динара. Слабо, нема народ. Пиперче, патлиџани, прашче за сење. Таа цена е, може и подолу од таа. Пиперо 50 динара, 30 динара, има краставичката 50 динара и тие се цените, не се скапи за сега. За тие работи, па другите сега зеленчуците се гледам скапо, 120 динара. Патлиџан, пипер, компир, кромите, салати и тие работи. Сега се добри, патлиџанот е симнат, пиперот, значи добро е, може да се пари, не стига да ти кажам. Не стигат, ама мора да се снајде човек. Кој сака да му е ефтино, нека земе нека се, кромит, пипер, се. Иначе тоа е. Маката е сегден и на учените, и на политичари, и на земјоделци, на сите е мака. Од друга страна, и производителите се задоволни од цените на овошјето и зеленчукот. Додека пак за температурите изјавиа дека стануваат многу повисоки, станува пожешко и мора да се внимава градинарските култури да бидат заштитени. Ја моментално продавам јазика, крушки имам тука, чувам ги јазика у слама и јабуки исто у слама ги чувам у кошове, компири имам, прасти имам расат и нешто крумит, а од цабале имаше нешто краставички и пипер и патлиџани, тоа е испрода од цабале. Компиро може и 3 за 100, некаде и 40 динара килото и така крумидо е 40 динара, пиперо е 40-45, тука некаде доваја, патлиџаните 60 динара 1 евро и не се скапи цените. Не се. Спрема овај стандард тука што кај нас не е скапо. Патлиџани продаваме, пиперки, љуто, благо, краставички, се продава. Цените се добри, ама парите ги нема. Значи нема парички народу, наместо да земе 2-3 килограм зема и на тоа се благодариме. Сега, од Облешево, Виница, Кочани и да дадеме нешто, ама и нешто и фрлеме. Согласно со различните цени, граѓаните додаваат дека своите неопходни продукти мора да ги купуваат без оглед на примањата и дека тие се основните продукти кои се конзумираат секојдневно.